It's time to clap your hands. Едно необично издание на Джентлмен магазин. Вечерва го посветуваме на изборот на мажи на годината за 2020 година. Вие ќе можете да го следите на оваа фреквенција на 25 ноември во 20 часот. А за джентлмените и джентлменството ќе разговараме со една дама. Јас како водител и джентлмен го избрав овој прекрасен амбиент во хотел Клинтон да разговарам со една од најубавите жени во Македонија. Мија Коста. Боже, каков комплимент. Ти благодарам многу. Прво ми значи што сум дел од джентламениве и секако ми значи што ќе може да си направиме муабет баш на таа тема. Вие сте дел веќе 3 години од официјалниот избор за мажи на годината кај нас. Ова ќе биде трета година. Ова е трета Да. година. Какво е чувството? Па искрено некако имам чувство дека организацијата се одлучи за мене затоа што претпоставувам спаѓам веќе, можеби не ми е многу драго да кажам, ама во оние постари водителки во Македонија веќе и некако веројатно им се вида најсоодветно затоа што нели кога имате работа со успешни мажи и кога имате работа со джентламени пред се, веројатно требаше некоја посериозна водителка, а не некое младо дете кое што можеби немаше да се снајде. Јас сум многу среќна што ете баш на мене падна изборот и првите 2 години се помина онака баш супер и ми е драго што стојам ете баш зад како водител зад титулата маж на годината. Вие како искусен водител, кое е вашето размислување? Што представува джентлмен за вас? Дали сретнавте джентлмени во текот на претходните 2 избори за мажи на годината? Па сметам дека за да кажам за некој дека е джентлмен треба да го познавам малку подолго. Сите оние кои што поминале низ маж на годината вака делуваат како джентлмени, ама сепак сметам дека джентлмен е пред се воспитување и сметам дека джентлмен не се станува ниту со многу пари, ниту со не знам со глумење да речеме некое воспитување. Сметам дека джентлмен пред се излегува од воспитувањето дома и познавам многу такви, меѓутоа за сите оние кои што поминале низ маж за годината, нема да си дозволам да кажам дека се баш сите джентлмени, иако се успешни во она што го работат. Мартин Костадиновски, еден од авторите на Джентлмен магазин и еден од авторите на официјалниот избор на мажи на годината кај нас. Добре дојде во Джентлмен магазин, како си? Добар ден, Златко. Фала ти на поканата да бидам и еве јас дел од ТВ проектот Джентлмен магазин. Добар. Во ТВ проектот Джентлмен магазин имате одредена улога. Вие сте одговорен за сценаријата, за прашањата и секако изгледот на водителот. Како се сноѓате со сите тие обврски? Уште пред да почне проектот, уште кога го развивавме, знаевме дека правиме нешто ново кај нас, што до сега го немало, и знаевме дека треба да направиме нешто што ќе биде квалитетно, што ќе остане впечатливо, што ќе го забележат уште од самиот почеток. Самото тоа некако ми даде некоја енергија, од една страна и мала доза на страв, дека ова е еден прв проект телевизиски поголем кој што го работиме и навистина беше еден голем предизвик да се работи нешто што до сега не сме го работеле. Јас колку што знам, ово е единствен проект од ваков тип во Македонија на Балканот, па мислам дека и малку пошироко. Да, во право си, значи Джентлмен магазин се роди како идеја на еден претходен проект кој што веќе го работиме повеќе од 5 години. Тоа е специализираниот портал за мажи Friday, кој што од пред
неодамна се ребрандираше во gentlemanmagazine.mk. Преку тој портал и преку постојано креиравме новости, постојано креиравме теми, различни артикли кои што Нови беа идеи за имате постојано на облекување, како треба мажите да Така, имавме офатено еден широк спектар на теми поврзани со машкиот свет. Дали е тоа мода, дали е тоа автомобили, дали е технологија, начин облекување, лајфстайл, квалитетен пијалог, теми од типот на што представува еден джентлмен, што треба да поседува еден маж во ова денешно модерно време и така натака, да не ги набројувам сите. И преку сите тие теми ти доаѓаат понекогаш и спонтано, понекогаш и случајно некои нови идеи, некои нови замисли кои што човек сака да ги реализира. Дали токму од Gentleman Magazine се роди идејата да организирате избор на мажи на годината кај нас? Да, тоа е еден од поголемите, тоа е еден од беше првиот поголем проект кој што се роди од целото тоа движење кое што го започнавме. Првиот проект беше 2018 година, чинам. Да, првиот избор беше 2018 во месец ноември. Со причина го направивме да биде во месец ноември, поради тоа што тој месец е месец на машкото здравје. Символичен е низ целиот свет. Нели како го викаат Movember, кога треба сите да пуштаат бркови Па и може и брада. брада. Во секој сегмент во нашето општество постојат успешни и мажи и жени. Но за овој настан акцентот е ставен на машката популација. Како е да се биде меѓу тие успешни джентлмени? Па, кажав уште на самиот почеток, стварно ми е многу драго што ете изборот падна на мене и стварно ми е многу драго што дел од нив и покрај тоа што сум ги познавала претходно, сум имала шанса да запознавам и многу нови мажи кои што реално не сум ги познавала претходно, туку сум имала шанса да ги запознам баш заради Маш на годината. И крајно стварно ми е драго што ете трета година веќе ме врзуваат баш со оваа титула која што се одбирајте секоја година. Сигурно многумина од тие успешни мажи ви поставиле одреден впечаток. Може ли да издвоите некои имиња кои за вас би представувале вистински джентлмени? Мора да биле дел од Маш на годината? Па сега да претпоставиме за маж на годината. Сега вака баш неспремна сум некако, меѓутоа не знам во моментов баш како сметам дека сите тие кои што крајно дури се и кандидати за мажи на годината си носат со себе една приказна која што ги прави успешни во сето она што го работат. Не сакам никако да споделувам имиња или да кажувам конкретно некој од нив, иако ако кажам некој ќе испадне дека ми се блиски приватно, затоа што имам навистина многу пријатели кои што биле дел од Маш на годината, така да сметам дека сите си имаат своја приказна и не би сакала да ги двојам со име. Може би кај нас има поинакво мислење, дека за да се биде джентлмен треба да се биде успешен. Дали за Мија е важен надворешниот изглед и колку? Па сметам дека во джентлмен спаѓа се тоа. Значи маж кој што е добро сочуван, маж кој што внимава на себе, маж кој што е културен, кој што е внимателен, кој што се грижи за својата жена, маж кој што се грижи за својата мајка, маж кој што за секогаш има манири. Меѓутоа не сметам дека мора да е успешен. Може да е само добро воспитан и да едноставно се грижи за себе и за оние околу себе. Пред секој кога ќе кажам джентлмен, замислувам така човек кој што изгледа како вас. Ви благодарам. Што мислите, дали изборот на мажи на годината ја постигнува својата цел? Мислам токму на акцентот за едукација на идните генерации. Како да постанат успешни мажи. Сметам дека е едно супер признание. Сметам дека сите оние кои што се дел од некој бизнис или луѓе кои што работат таква работа за да може да ги ставиме во конкуренција за мажи на годината, сметам дека се супер приказна и дека се
една супер идеја за да им се даде поддршка на нели помладите кои што стартуваат некој бизнис, затоа што нели сме имали категории како млад менаџер на годината и тоа е стварно еден супер кураж за сите оние кои што почнуваат некоја работа и сакаат да бидат успешни понатаму. Така да, мислам дека е навистина една супер приказна која што и се даде на Македонија во последниве 2-3 години, како за оние кои што градат некој бизнис и сакаат да добијат ветер во грб, така и за оние кои што веќе ја добила таа награда за да бидат уште подобри понатаму, затоа што можеби не е од некое значение и не е некое нешто што можеби ќе им смени кој знае што, а меѓутоа самото признание сметам дека си носи едно убаво на душата едноставно. Која понесе титулата Маж на годината 2018, доктор Владимир Чадиковски? Да, мислам. детскиот кардиохирург, он беше првиот, он ја понесе главната награда, Маж на годината, ама доби и уште една награда Маж со придонес во општеството. Уште при првата година, кога го креавме концептот околу самиот настан, сакавме да фатиме поголем спектар на луѓе. Токму затоа направивме и поголем број на категории и секоја категорија символизира, да речеме, одредена област. 2018 година имавме 10 категории, веќе 2019 година, вториот избор, бројот на категории го зголемивме, направивме 13 категории, додадовме плюс уште 3 награди и преку тие награди сакаме да покажеме уствари дека успехот на мажите, не само кај нас, насекаде, не се мери само преку материјалното, не се мери само преку надворешниот изглед и не знам, ако имаш успешен бизнис или успешна бизнис приказна, дека тебе те прави тоа маж на годината. Токму затоа се тие категории дека еден маж за да биде успешен или за да може да добие одредено признание покрај на професионален и бизнис план, треба да биде успешен и на приватен план. Треба да биде некој човек кој што пред се ќе допринесува за семејството, за општеството, да, за околината. За околината, нормално. За 2019 година, кој понесе титулата Маж на годината? 2019 година ја понесе Мислав Галер. Тоа е поранешен генерален директор на една позната телекомуникацијска компанија кај нас и он исто така зема две... Колку тие награди влијаат врз однесувањето на секојдневниот човек? Мислам дека влијаат. Од кога го направивме настанот 2018 година, првиот пат, особено сум горд на целата екипа кој што го работевме, што настанот беше доста многу препознаен во јавноста. Значи многу беше препознан дури од кога заврши настанот, може после месеци се зборуваше за него, дури постојано бевме во комуникација со добитниците, они беа пресрекни, многу добар фидбек добиле. И со самото тоа, од нивните реакции кои што ги добивавме и во комуникацијата со нив, забележавме уствари дека таа награда им влијае на нив. А чим влијае на нив и веќе ги гледаат нив луѓе, по автоматизам влијае на пошироката јавност. Дали има реакции кај помладите луѓе? Вие сте како млад човек, сигурно се движите повеќе во тие кругови. Има влијание ли? Ги коментираат тие настани? Многу и коментираат. Дури мислам дека помладата популација е доста вака, барем ете јас како помлад и мои пријатели и мојот круг на луѓе, доста позитивно гледаат на самото тоа. И мислам дека тоа е добро затоа што можат од многу порано да превземат некои вредности. За да се постигне одредена цел, за да се добие одредено признание, потребно е претходно да се случат одредени работи, да се вложи труд. Дали постојат во изборот на Маж на годината одредени критериуми, комисии, според кои се доделуваат тие титули за Мажи на годината? Убаво прашање, Златко. Дефинитивно дека постојат критериуми по кои што се одредува која заслужува да добие награди, заслужува да биде дел од најуспешните мажи кај нас. Првата работа која што рековме е дека мора да поставиме некое советодавно тело кој што ќе има кредибилитет да
да одлучи кој заслужува да добие награда. Така составивме жири комисија за секоја категорија поединечно. Некаде жири комисијата брои околу 25 членови. Тоа се веќе докажани луѓе во својата област, веќе истакнати професионалци кои што се успешни, да речеме, во одреден сегмент. И они се тие кои што, како што кажав претходно, имаат кредибилитет да кажат да, овој човек навистина заслужува да добие наградата и да биде меѓу најуспешните или не заслужува. На самото тоа жири, на самото тоа советодавно тело им дадовме можност секоја година они да си номинираат нивни кандидати кои сметат они дека заслужуваат да добијат награда. На тој начин се создава покрај номинираните кандидати од жири комисијата, тука им даваме можности на публиката да си номинира, така да се создава една листа од навистина успешни луѓе кои што се номинирани со причина, кои што влегуваат во трката за најуспешните мажи. Оваа година е година на COVID-19, на короната, која сигурно влијае и на изборот на мажи на годината кај нас. Дали мислите дека можеби ќе влијае и кај останатите гледачи дека постојат многу херои кои се во борба со оваа пандемија кај нас, кои заслужуваат одредени награди, а сепак невидливи се за нас? Искрено сметам дека како и да звучи, многу нешта се сменија после ковидов. Мислам дека искрено многу луѓе поинаку се однесуваат од секој аспект, дали е тоа за нешто што треба да го сработат, дали е за понуда за работа, дали се бизниси, дали луѓе изгубија многу во целата оваа приказна. Меѓутоа сметам дека сите оние кои што се покажаа како херои конкретно на оваа тема, дека ќе си добијат заслужена награда и сметам дека добиваат заслужени признанија, ако не е на некои вакви случувања, тогаш дефинитивно тоа е на социјалните мрежи. Што би им препорачала на сите оние млади кои мислат дека материјалното, финансиската надмоќ е услов за успешен, убав живот, услов за да се биде джентлмен? Дали би им дала некои препораки во кој праве да се движат за да бидат успешни мажи пред се? Јас сметам дека не само успешни мажи, туку и успешни жени и општо успешен човек станува оној кој што пред се го работи она што вистински го сака, и сметам дека не е дека парите не менуваат многу работи, дека не е полагодно да живеете кога нели заработувате добро, а со тоа и да изгледате добро и да се однесувате, односно да ви прилега на джентлмен. Меѓутоа сметам дека посветеноста и љубовта кога работите се прават со посветеност и со љубов, сметам дека имаат многу поголем успех и сметам дека тоа е она што секој треба да го брка во животот, а тоа е, јас секогаш велам дека тоа е работата која што, например, ја работите, а не чувствувате дека сте на работа едноставно, и мислам дека така успехот е неизбежен. Колку е тешко, односно лесно да се избере маж на годината во овие моменти кај нас? Сметам дека понекогаш работите не одат онака како што мислиме, затоа што не сите мислиме исто и многу често наидувам на, да речеме, лоши коментари кога ќе се пушти оние категории за избор на маж на годината, затоа што не сите, например, не знам, го сакаат венко или не сите признаваат нечи бизнис и успех, ама сметам дека крајно секогаш излегува онака како што треба, односно наградата ја добива оној кој што треба, иако сметам дека изборот е навистина понекогаш многу тежок, така да не е баш лесно да се избере, ама верувам дека наградата оди во вистински раце. Дали имате размислувано во тоа советодавно тело да поставите една комисија составена само исклучиво од жени, Добра ти идејата. кои би можеле да предлагаат нивни предлози за успешни мажи според нивното мислење и убедување, и секако да го дадат својот глас за оној за кој смета дека е најдобриот кандидат?
опциите се големи. Имавме голем број на идеи. Едно време имавме идеја која што се уште е во изработка, да една награда да биде доделена од жените. Например, маж на годината според жените. Токму тоа. Да, што мислам дека како жените нема поголеми критичари, мислам и пореални. Така да, убава ти идејата, убава ти замислата, сме размислувале, па зашто да не? Би можеле да ја реализираме. На 25 овој месец е изборот за мажи на годината. Како течат подготовките? Така е, Златко, оваа година, како и претходните, исто и третото издание и третиот избор на најуспешните мажи кај нас ќе се одржи во ноември. 25 како што кажа, но оваа година ќе биде малце поинаква од претходните. Со оглед на тоа дека живееме во време на Вонредни услови. Вонредни услови, да, се соочуваме со пандемијата. Решивме оваа година да го правиме настанот телевизиски. Иако претходните 2018 и 2019 година ги правевме како настани, големи настани, елегантни, гламурозни, со физичко присуство и на публика. Оваа година решивме да ги почитуваме сепак и протоколите. Пред се поради за заштита на здравието и ќе го емитуваме на Македонската радиотелевизија на 25 ноември во 20 часот. Така да, друг концепт, поинаков концепт, но сепак решивме да си останеме на своето, да не ја прекинеме традицијата, да не го прекинеме тоа движење кое што веќе го градиме трета година поред. Иако ова е една поинаква година од останатите, сепак и оваа година има луѓе кои што се истакнаа по нешто. Луѓе кои што покажаа дека и во најтешките времиња човек може да биде успешен. Може да биде успешен, да, може да остане, да ги почитува вредностите, да придонесува во општеството, поради тоа што оваа година најповеќе, особено мислам дека на околината и општеството, најповеќе од себе беше потребна тој еден вид на поддршка. Затоа решивме и оваа година цврсто останавме на тоа дека покрај сите услови има луѓе кои што се истакна, има луѓе кои што заслужуваат да добијат признание и решивме да го правиме. И поради корона ситуацијава има истакнати мажи кои што допринеле за борба против короната. Баш така. Со својата хуманост, со своите гестови. Сето ова ново време, оваа нова ситуација на еден начин покажа уствари навистина кој придонесува и кој се грижи за општеството, за околината и кои се оние кои што станаат цврсто на нозе. Што би променила Мија во изборот на мажи на годината? Дали имате некои идеи? Би имала идеја да се стави категорија жена на годината, а барем една да биде како она крајното маж на годината, оние мажи, жени, оние жени кои што се многу силни да имаат една своја категорија и ако треба веќе да дадам идеја, нека има категорија жена на годината и така да заврши манифестацијата. Дали би било добро во контекст на вашето излагање да постои едно тело формирано од жени кои би го дали своето мислење при избор на мажи на годината? Да, сметам дека се клучни. Јас го мислам истото, затоа прашав. Кога е во прашање изборот на маж, ако бираме човек кој што е комплетен, тогаш мора да има мислење и жената за тоа каков е тој маж кој што ни е даден за да можеме да го оцениме. Според Мија, кој е комплетен маж? Не знам дали сега со име нема да одам сигурно, ама може ќе... Не, генерално. Да, генерално за мене комплетен маж е оној кој што да речеме знае да застане зад својот бизнис, човек кој што знае да застане зад својата жена, при тоа истиот тој човек знае да си го направи кејфот и надвор од дома, како и да звучи ова, не е тоа во ниту еден момент дека зборувам за изневерување или за нешто што го прават само мажите, туку сметам дека е човек кој што со полна почит што и да направи, стои до својата жена и
до своите деца, дури да се работи за, не знам, прекинување на брак, цврсто стои до се она што го направил претходно. Успешен во работата која што ја работи, комплетен маж. Не знам дали постои таков искрено. Јас не сум баш сигурна дека се ова што го кажав може да се најде во еден човек и човек кој што пред се може да направи компромис со жена, затоа што сите знаеме дека жените се малку тешки за сваќање, особено кога се гледаат од страна на маж. Дали мислите дека секој успешен маж ги слуша советите од својата жена? Треба да ги слуша сметам дека за клучни работи, ако ништо друго, сметам дека жената има една многу силна интуиција и дека во тој поглед е многу добро мажот да се консултира со жена ако е во прашање, не знам, бизнис, пари, некоја одлука, и сметам дека е неопходно мислењето на жената, затоа што, ако ништо друго кажав, сметам дека имаат шесто чуло, дека имаат некое врапче што им вика вака направи или онака направи, не дека се можеби попаметни од самиот бизнисмен или човек кој што треба нешто да реши, туку едноставно сметам дека женската интуиција никогаш не е за потценување. За крај, Мартин, би кажале дека покрај тоа што избираме мажи на годината, дека не забораваме за сите оние херои, медицински лица кои работат постојано за нашето здравје, се грижат и се вистински херои на едно време. И сите оние кои се во првите редови во борба против коронавирусот. Оваа прилика би искористил јас да ги поздравиме сите нив, да им покажеме дека постојано мислиме на нив и дека им ја даваме целата подршка од наша страна. Токму така, Златко. Мислам, ова се што го кажа, немам што да додадам, освен тоа дека навистина ако треба... Не треба да ги заборавиме тие херои на ова време. Ако додадеме награда манифестацијата херои на годината, дефинитивно треба да бидат не мажи на годината, херои на годината. Дали се случило некој од кандидатите од таа вечер, кога е изборот на мажи на годината, да ве праша како изгледа? Да му дадете своје мислење? Да, многу често ми се случува и особено со оние со кои што веќе се познавам од претходно, секако. Дали сте искрени кон оценката? Па мене искрено мора да ви кажам дека кога се случува тој настан, сите се онака пиц-пец и не можеш да им најдеш мана, затоа што веројатно им е, барем во Македонија е тажно што немаме такви настани и немаме места кај што еден маж може онака фино да се скоцка и да се дотера барем еднаш во месецот. Кај нас тоа стварно не се случува, треба да ве поканат на свадба за да се дотерате, па и тогаш облекувате оддело, ама не внимавате нешто премногу. На кој оддело? Да. А ова е, сметам дека еден повод кој што прави баш онака да се посветат на она како изгледаат таа вечер и така да, дефинитивно сум била искрена, барем со оние кои што ме прашале, секогаш изгледале супер средени. Дали Джентълмен магазин и избор на мажи на годината влијаат на однесувањето на мажите кај нас? Имате ли такво искуство? Па сметам дека особено помеѓу оној круг на луѓе кои што се, да речеме, бизнисмени или луѓе успешни во работата која што ја работат, влијаат, секако дека да. Оние другите веројатно се посматрачи и сакаат да видат што има ново или кој што сработил изминатата година, па можеби некои ќе научат нешто од ново од целата приказна маж на годината, а помеѓу оние кои што често се во категории, сметам дека им значи и тоа како. Каков впечаток ти остави изборот на маж на годината 2018 година и наредната година, 2019 година? И што очекувате од оваа година? Па искрено мора да кажам дека многу бевме подобри 2019-та, затоа што првата година нели се уште не бевме комплетно сигурни во се она што треба да го направиме и просторот втората година беше токму хотел Хилтон и се изгледаше навистина многу поубава. Оваа година, за жал, таква е ситуацијата, нема да можеме да направиме нели случување онакво како што му доликува на еден ваков настан заради протоколите и мерките, заради ковидот. Меѓутоа во преговори сме секако со организацијата на маж на годината, да тоа биде еден телевизиски формат кој што се уште не знам искрено како ќе изгледа и се уште не знам што се планира, ама верувам дека ќе биде достојно на она што е маж на годината и се надевам дека ќе ги задржиме гледачите пред малите екрани.
Покрај ваква прекрасна жена и ваков прекрасен амбиент на хотел Хилтон, испишавме уште една страница од Джентлмен магазин. Ми беше чест што бевте дел од нас. И мене исто толку. Ви Се гледаме благодарам. во некоја наредна прилика. Колку и да ве убедуваат дека е залудна вашата работа, секогаш ќе се најде некој кој ќе го препознае вашиот успех. Не заборавајте, среда, избор на маж на годината за 2020 година.